Одлуката на Уставниот суд во однос на законот за јазиците е очекувана, но политичките притисоци се неразбирливи. Според председателката Гордана Силјановска-Давкова, во судот би требало да има повеќе јавни расправи помеѓу подносителите на одредени иницијативи и иницијаторите на оспорен закон, за да може да се соочат аргументите пред да се донесе конечна одлука. Силјановска е децидна, треба да се остави судот да донесе одлука врз основа на расправата, а не некој да кажува како треба да работи. А како правник, ќе кажам како гледам, очекувана. Многу пати сум велела дека во Уставниот суд треба да има повеќе јавни расправи. Едно време речиси беа суспендирани јавните расправи. Тоа е онаа фаза кога ќе се поканат представници на иницијаторите и представници на институциите, но и представници на оние кои не се согласуваат со иницијативата. Неоправдан е потегот на двајцата суди од албанската заедница Осман Кадрио и Насер Ајдари, кои не присуствуваа на седницата на Уставен. Според председателката, тие не можат да бојкотираат работа на суд, туку со кревање рака за или против може да го искажат својот став. Силјановска-Давкова потсетува дека експертската јавност предупредувала дека е најдобро да се побара мислење од Венецијанската комисија уште во нацрт фазата на законот, но и покрај ветувањата ништо не се случило. Не ги разбирам потезите на двајцата суди. Не сум чула некој да ја бојкотира работа на суд или на Уставен суд. Тие се тамо за да решаваат. Може да гласаат за, може да гласаат против. Меѓутоа, она па што најшокантно ми зазвуче вчера, дека не може да се признавале одлуки на едно национален суд. Уставните суди одлучија дека прво ќе има подготвителна седница со правни експерти, а потоа конечна одлука за оспорените членови за законот за јазици. Мнозинството судии беа децидни дека од улица и со шатори не се брани уставот. Десетици членови на ДУИ во пресред на седницата поставија шатор пред Уставен суд, обидувајќи се да извршат притисок врз одлуката.